Почитувани, добро вечер. Во наредниве 60 на минути уште еден уреднички брифинг заедно со Студио 1. Темата не е ни НАТО, ни Европска Унија, ни името, но е многу битна за државата, односно како се полни државната каса, има ли даночна евазија и дали се исполни желбата на новата директорка, веќе не е нова, една година е, да изгради партнерски однос со комитентите, односно со фирмите. Претпоставувате гостин вечерва во, и како што видовте во најавите на 1 ТВ и на нашиот сајт, е првиот даночник, директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска. Сања, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Ве држи ли уште онаа изјава што ја дадовте пред известно време за Ајден дека сакате желба вие да изградите партнерски однос со фирмите? Да. И Ќе се борам да продолжам да се стремам дека ќе направиме Управата за јавни приходи да биде партнер со даночните обврзници, независно дали се физички или правни лица. Оди на вистина многу тешко, меѓутоа никогаш нема да не напушти желбата и поривот. Да, но може би уште е впечатокот дека фирмите, односно ги се уште го доживуваат инспекциите на Управата за јавни приходи, како и впрочем и другите инспекции, како плашило кога ќе тропнат на врата да контролираат. Една од надлежностите на институцијата Управа за јавни приходи е да врши инспекцијска контрола на даночните приходи. И може би затоа постои тој страв кога ќе се спомне оној збор инспекција, малку лошо звучи, меѓутоа под поимот инспекција представува коректив на едно неточно или незаконско работење, кое што доколку се искоригираат сите неправилности во работењето на одредени фирми, тие понатаму ќе продолжат да работат во оние позитивни правци и врз основа на тоа ќе биде многу добро и за нивната поставеност во бизнис заедницата. Токму и тоа ми беше следното прашање. Инспекторите кога одат во контрола, за да не ги чувствуваат граѓаните како, односно фирмите како плашило, дали тие делуваат прво едукативно или одма почнуваат со казни? Па постои во Управата за јавни приходи постојат и посебни оделенија Не би треба прво да укажат на грешките што се правеле, но печатокот е дека одма се одредуваат мандатни казни, парични казни. Не е баш така. Не? Можам да потврдам дека имаме континуирано советодавни средби со секаков тип на даночни обврзници. Ги информираме за сите новини согласно законот, ги информираме за сите нови реформи во Управата за јавни приходи. На моменти ги информираме и апелираме до нив со наши сознанија дека некаде не се издаваат фискални сметки или дека некаде имаме утврдено, анализирано дека има криење на данокот и така натаму. И после сите тие наши напори, сепак некој сака да го изигра законот. Од која ќе ги опоменете? Да, затоа што ние сме правеле многу акцијски контроли, поминувајќи низ повеќе и угостителски објекти, и фризерници, и автоперални и така натаму, најпрвин со предупредување дека во наредниот временски период ќе правиме активни контроли согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Дури и јавно на пресконференции јас лично имам кажано дека во наредниот период ќе контролираме на оваа манифестација или оваа целна група и така натаму. Добро, ќе зборуваме подоцна за тие акции што ги нарековте вие. Еве последната по угостителските објекти и дискотеките дигна прашина во јавноста заради бројноста на полицијата, но ми се чини дека еве прво да ве прашам уствари како ја полните државната каса овој период, дали даночната евазија се зголемува или се намалува? Па можам да кажам дека согласно оној годишен план кој што го имаме за наплата на даночните приходи и придонесите, сметам дека може да се пофалиме со едни позитивни убави бројки, ако ги споредиме податоците со лани ова време. Во месец јуни, например, имаме
вкупен даночен приход од 6,5 милиарди денари, што значи дека го имаме и надмашено планот, односно имаме повеќе наплатено ДДВ и персонален и добивка исто така. Во месец, односно во периодот јануари-јуни, имаме наплатено од 39 до 40 милиарди денари даночен приход и планот го имаме остварено со потврлање од само 0,44%, што можам да кажам дека е навистина во едни вакви услови и во еден интензивен период на сива економија, сепак податоците се доста позитивни. Да, и ќе се денеска трудиме имаше да одиме информација дека сивата економија во Македонија е се уште од негде околу 30%. 30%. И јас го прочитав тоа. Да. Имавме повеќе и семинари, и советодавни средби со сите засегнати институции кои што можат да го сузбијат овој феномен. Во иднина ќе видиме какви ќе бидат резултатите. Инаку да кажам на гледачите дека овде во студиото ќе ни помагаат моите колеги. Александра Филиповска, таа е новинар, фахи е економијата, и колегата Владко Чаловски, кој ги следи прашањата на гледачите на Еден ТВ на социјалните мрежи. Така, Можеме, добро вечери. ако сакате да ве вклучиме на почетокот. Така, да, добро вечери и од нас, од Студио 1. Како што кажа Кабранов, јас и Филиповска сме токму овде за прашањата на граѓаните кои што може да се поставуваат во текот на целата емисија на профилите на Еден ТВ на социјалните мрежи. И токму така од Студио 1 би започнале со едно прашање кое што вели: зошто никогаш УЈП не влегла во верските представништва? Таму ниту фискални се издаваат, ниту некој знае колку пари влегле. Впрочем, ова е едно од барањата и на пратениците, нели, за време на пратеничките прашања во четвртокот, и дали Лукаревска е таа која што ќе влезе и ќе види колку пари има внатре? Да, го слушнав и јас прашањето на седницата за пратенички прашања во Собранието. Значи, сите верски лица, поповите, оџите и така натаму не подлежат на контролата согласно закон за регистрирање на готовински плаќања, затоа што тие се паушалисти, односно тие плаќаат годишен паушал кој што се утврдува согласно годишните даночни решенија од страна на управата за јавни приходи, согласно законот за персоналниот данок на доход. Се додека оваа целна група биде паушалист, во тој случај законот за регистрирање на готовински плаќања не ги обврзува да издаваат фискални сметки. Управата за јавни приходи може да направи контрола согласно законот за персоналниот данок на доход. Тоа значи дека државата ќе мора да го менува функционирањето, односно и законите за граѓаните да знаат колку всушност средства влегуваат во црквите и џамиите. Секако, еден од предизвиците на оваа влада и на сите институции заедно е транспарентен пристап во секој поглед. Така да сметам дека и овде ќе бидеме доста транспарентни. Што значи тоа, Лукаревска, дека не може да им се направи финансиска контрола на верските заедници? Може да им се направи финансиска контрола, како што реков, меѓутоа не во делот на фискализацијата. Значи Во не во другиот делот дел, на во издавање. нивното работење, да. Може. И ќе го направите или не го правите? Ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Ние постапуваме. За оваа година додека сте директор немате направено финансиска контрола, нели, на независно, значи конкретно да се посветиме да работиме одреден временски период само на една целна група, не. Меѓутоа некаде и направена е контрола. Сепак тоа се одредени постапки кои што доколку сега транспарентно ги објавиме ќе се може и да се попречат. Така да подобро вака, па од кога ќе заврши сиот тој процес да можеме да известиме. Вие кога стапивте на функција, отприлика, ако добро се сеќавам, рековте дека ќе направите ревизија на работењето на вашите претходници, дека ќе утврдите дали имало злоупотреби. Ја направивте ли таа ревизија? Знам дека рековте дека 37 фирми имало кои што биле привилегирани од претходната власт, односно не ги плаќале даноците. Поднесување на опомени за неплатен данок за добивка, данок на добивка, односно бенефицирани во постапките за присилна наплата. Тој цел предмет, сите податоци кои што ги имавме, факти, списи, се во основното јавно обвинителство. Наши колеги
кога треба се повикуваат таму на разговор и сето она кое што е потребно го даваме како информација. Во делот на ревизија на претходното работење, значи јас само што дојдов, веќе беше претходно направена ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Имаше повеќе постулати на кои што треба да се сврнеме во иднина, дел по дел од нив тие ги менаџираме за да ги надминеме негативностите, меѓутоа трагично е она кое што го наследивме, дека има предмети кои што не се решавани години наназад, дека има незавршени посебни постапки согласно Законот за персоналниот данок на доход, каде што сме утврдиле дека одредени физички лица дека несразмерно има зголемување на своите приходи и од каде е потеклото на тие приходи, дека стојат со години и сега веќе притисокот кај луѓето е толку голем што сакаат да знаат што ќе се случува, дали тие пари ќе треба да ги наплатат, дали решението на управата за јавни приходи било точно, законски издржано, неиздржано, доставуваат нови докази, нови факти, меѓутоа дел од тие решенија се уште не потпишани. И оставено е целата таа одговорност да ја преземе Значи стојат во фиока. Да. Исто така увидовме и огромен број на невратен поврат кај одредени фирми. Со тоа што доколку не се врати повратот во законски определениот рок, течат камати, со тоа што го оштетуваме и буџетот. Зошто се правело така и каква завршница ќе има, поготово овие посебни постапки, затоа што станува збор за човечки судбини, што е многу тешко, ќе видиме како ќе биде. Еве, ми реагираат дека колегите сакаат да постават прашања. Александра, претпоставувам ти сакаш да прашаш. Јас би се вклучила во овој дел. Госпоѓа Лукаровска, ги најавивте тие постапки, нели? Има 37 фирми кои се, нели, привилегирани во тој дел. Имавте службеници кои, нели, ги поднесовте представки до нив. Мене ме интересира, една година сте на оваа позиција. Дали ова се одвивало без знаење на првиот човек на управата, односно покренавте ли постапка за првиот човек на управата, господинот Трајковски, за сите незаконски, целото незаконско работење и на службениците и на фирмите кои биле повластени во тој дел? Тоа било во различен временски период. Значи, различни структури биле таму, така да тоа го гледаме интерно во круговите на управата за јавни приходи. Затоа што мора да имаме точен податок. Никој не смее да биде лажно обвинет. Молам? Дали конкретно има постапки кон главните лица на управата за јавни приходи? За различни други сегменти има, за овој сегмент се уште нема. Затоа што пак напоменувам, тоа е во основното јавно обвинителство на постапување. И оставаме тие да проценат докаде ќе се шири Пандорината кутија. Добро, јавноста е љубопитна кои се тие 37 фирми, но предистражна постапка е кои се тие што биле привилегирани да... Јас кажав во неколку наврати дека станува збор буквално сите општествени сфери. И мали и големи даночни обврзници. И средни, да. Буквално од сите сфери. Толку можете да кажете? Да. И дека биле станува блиски, збор за постапка, не би биле смеела. блиски на власта, а сега на оваа власт има ли фирми кои што вие ги штитите? Не. Ке ве држиме за збор. Да ме држите. Значи, нема сега во фиока или привилегирани на кои што... Не може и да сакаме да има во фиока, затоа што преполни се фиоките од претходно заостанати предмети. А целта на првите луѓе на челните позиции во управата за јавни приходи не е да ги ставаме проблемите по тепих, туку да ги решаваме проблемите. И секој пат кога има проблем, независно дали е со даночен обврзник, правно лице или физичко лице, вратите се отворени. Ги викаме, разговараме. Ако не успееме да најдеме заеднички јазик, секој од и обврзникот и управата за јавни приходи ќе се најде други инстанции на кои што ќе се го бара своето право. Дали тоа ќе бидат управните судови, основните судови, други сродни институции и така натаму. Што стана со оние црни листи УЈП што ги објавуваше на должници кон управата за јавни приходи, таму највеќе беа јавни предпријатија што ви должат. Листата на што стана должници, со тие долгови, да. Таа имаме таа листа на должници, имаме законска врска да ја објавуваме еднаш месечно. Во повеќе мои јавни обраќања сум кажала дека да, тука станува збор за јавни предпријатија, со дел од нив успеваме да најдеме решение согласно законот за Што ви кажат, они немаме пари? Немаме пари, меѓутоа искрено да ви кажам, со одредени јавни предпријатија можеби година дена имаме разговарано и сме барале модули, солуции и на крај
сме нашле некое соодветно Горе решение. програмирате долгот. Горе програмираме долгот, одиме со даночен гарант, одиме со должников должник. Тоа е тоа дел од оние значи обврзници кои што се исто така на листа на должници се и неконтактибилни. Добро, значи градите партнерски однос со Апсолутно репрограмирањето. да, затоа ви велам дека се уште не ја губам желбата дека ќе успееме да изградиме партнерски однос. Одлично. Еве ми реагираат дека сакаат од Владко Да, повели. со цел да ги намалуваме, односно да ги одговараме прашањата во текот на целата емисија, предлагам да се вклучуваме малку почесто и од оваа страна со цел, нели, граѓаните да го добијат одговорот кој што го бараат. Вели, дали македонските пошти се надвор од системот на оданочување, бидејќи на ниту еден шалтер не се издава фискална сметка за платените пари и се работи само со плаќање во кеш? Па јас искрено во делот на овој тип на даночен обврзник, бидејќи орган во состав на управа е, не знам како е регулирано во законот во делот на регистрирањето на готовинските плаќања. Меѓутоа ова е уште еден аларм за нас, од утре да видиме, да направиме анализа, да видиме како се одвива тоа во таа институција. Никој не сме да биде бенефициран во делот на даночните обврски. Така, сега и кај колешката Александра имаме, нели? Јас сепак нешто од економска област. ДДВ ни е најголемиот полнејач на буџетската каса. Ме интересира првиот квартал имавме мало потврлање на ДДВ. Премиерот минатата година излезе со став дека со изјава дека 30% имаме даночна евазија на данокот на додадена вредност од 30%. Проценти се некои 300 милиони евра, кои нели доколку се соберат и се здат на таа дупка би дошле повторно во буџетската каса. Сега денеска Сојузот на стопански комори излезе со еден фрапантен податок дека фирмите ја забавуваат дејноста, се пререгистрираат, односно одат кон работа на црно. Кои се вашите податоци? Имате ли анализи и како ќе го сузбиеме ќе ја сузбиеме таа даночна евазија, односно сивата економија? Значи во делот на статистиките 6,16% месец јуни 2018 година имаме наплатено повеќе во споредба со јуни месец 2017 година. Во делот на данокот на додадена вредност за 18,7% е повисоко процентот, значи во овој месец 2018 година во споредба со јуни месец 2017 година. Во делот на сузбивање на сива економија, заедно со Министерството за финансии имаме направено работна група со цел изготвување на национална стратегија за фискализацијата. Пред се ќе почнеме од издавањето на фискалните сметки. Затоа што има многу небулози, надевам во текот на нашиот разговор ќе истакнем уште и други поенти. Да. Исто така правиме анализа, бидејќи имаме годишен план на Генералниот даночен инспекторат, каде ќе контролираме, месечни планови, исто така каде ќе контролираме, ги контролираме буквално сите фирми, каде што гледаме дека има сомнително зголемување на барање на поврат, или каде што гледаме дека некаде се фингираат податоците во завршните сметки, па и тука влегуваме со соодветни методи на контрола. Исто така бараме податоци и испомош на некој начин од Управата за финансиска полиција, од Царинската управа, од Управата за финансиско разузнавање, како и од Министерството за внатрешни работи. Имаме сега еден нов момент во делот на реформата во рамки на персоналниот данок на доход, каде што она поврзување кое што го имаме со сите банки, со сите штедилници така натаму, да ги гледаме сите исплати на граѓаните кои што ги добиваат како дополнителен приход и врз основа на тоа да доставуваме ние во име на граѓаните годишна даночна пријава од идната година, сметаме дека се доволни показатели дека чекор по чекор се бориме со сивата економија. Црпиме споредбени искуства и со земјите од регионот. Наредниот период, значи октомври-ноември, имаме посети на највисоко ниво од неколку даночни администрации или здруженија на даночни администрации во светски рамки, бидејќи Македонија навистина представува интересно поднебје и во делот на даноците, меѓутоа и во делот на општественото функционирање. Госпоѓа Лукаревска, пред да ве оставиме да го продолжите разговорот со Кабранов, има уште едно прашање од лична природа. Господинот вели блокирана сметка поради неплатени сметки за радиодифузна такса
УЈП го води господинот со место на живење во Гостивар, а тој е во Кавадарци. Како е тоа возможно и како да се регулира? Овдека претпоставам дека станува збор за недоволно ажурирани евиденции и од страна на Управата за јавни приходи и од страна на Македонската радиотелевизија. Бидејќи тогаш ги сортиравме списоците и врз основа на тоа ги доставувавме решенијата за радиодифузна такса. Сето она кое што е ненаплатено до моментот на укинување на радиодифузна такса, мора да го наплатиме, бидејќи тоа не е законска обврска. Вакви случаеви има многу. Слободно господинот, ако ме слуша, или господја која што го поставила прашањето, може со писмен допис да се обрати до Управата за јавни приходи, до регионалната дирекција од каде што е местото на живење, со цел да го надминеме проблемот и да видиме каде е застојот. Значи треба да стапи лично во контакт или со писмено институција. да достави допис, одговараме на сите дописи, на кој подоцна, на кој порано, или пак на info.ujp.gov.mk, каде што може да се поставуваат сите прашања и проблеми од страна на граѓаните и на фирмите. Еве јас да се надоврзам кога е околу радиодифузната такса и блокирање на сметките. Ги блокирате ли уште сметките на граѓани кои што немаат платено радиодифузна такса пред да стане МРТВ на буџетот, да биде финансирана од Пред буџетот? да се укине. Да. Да се укине радиодифузната такса. Значи, неколку пати правевме напори да стапиме во контакт со сите физички лица кои што немаат платено радиодифузна такса или со сите големи фирми и мали фирми, нели? Со цел да си го надминат тој долг, затоа што знаеме дека непријатно е чувството кога ќе те блокираат за 2 неплатени или 3 неплатени сметки за радиодифузна такса. Апелирам до граѓаните кои што немаат подмирено се уште долг за радиодифузна такса, да го подмират во најскоро можно време. Да, но веројатно сте следеле низ годините, вие и пред тоа, пред да бидете директорка, подолг период сте вработена во Управата за јавни приходи. Ги знаете реакциите на граѓаните дека воопшто немале телевизор или на таа адреса или две решенија во едно семејство. Две решенија, да. Значи нешто не кај вас, него во МРТВ веројатно не е. Може би, јас не велам, не може би и во Управата за јавни приходи е лош списокот или може би некои промени кои што се направени. И како го решавате тоа кога реагираат? Предпоставувам дека ви реагираат, доаѓаат на лице место, имаме ние, значи и не излегувате во пресрет? Онаму каде што има законска можност, каде што има простор да излеземе во пресрет, секој пат. Да, секој пат. Хајде сега да преминеме на она што во последниве денови ја дигна тензијата во јавноста, она акција на пазаришната, трудовата, Управата за јавни приходи и полиција во, чинам, 7 угостителски објекти и дискотеки. Таа акција беше координирана заедничка на сите? Заедничка. Заедничка, значи секој да постапува во својата надлежност, во својот домен. Многу беа реакциите големи околу тоа, бројноста на полицијата, начинот на кој што постапувале. Зошто ви треба полициска асистенција при вакви контроли? Зошто е потребна? Значи, конкретно за акцијата која што се случи во саботата, тоа беше координирана акција од 4 институции. Секој ќе си врши надзор во својот законски домен. Да. Таа акција, значи ние контролиравме дали се издаваат или не се издаваат фискални сметки и колкава е разликата во прометот. Во сите имате веројатно објекти, сознание дека не е баш како што треба. Во сите објекти најдовме разлика во промет, дури во еден од тие диско клубови, разликата во промет не евидентиран беше 93.000 денари. Во други случаеви кога контролираме, кога сама Управата за јавни приходи, значи контролира, во тој случај бараме асистенција од полицијата ако чувствуваме предпоставен ризик или пак доколку имаме сознание дека ќе имаме одредени обструкции во вршењето на нашата работа. Само во тој случај. Меѓутоа, морам да признаам дека притисоците кои што ги имаат инспекторите при вршењето на контролата се навистина големи. Има ситуации кога не им се дозволува воопшто да влезат во одреден објект
независно од каков аспект станува збор, и врз основа на тоа да сме приморани да побараме асистенција од полицијата. Значи сте барале и привлегување и во други фирми и асистенција од полиција. Да, онаму каде што ќе видиме дека навистина може да кулминира ситуацијата. Јас морам да признам дека не станува збор дека сакаме да малтретираме некаков даночен обврзник. Не. Меѓутоа не сме ни да го толерираме да го изигрува законот. Не ни е пракса. Ние ја имаме поминато буквално цела Македонија во ова полугодие, првото полугодие од 2018 година, каде што имаме направено 4098 контроли и утврдени 458 казни. Неправилности. Изречени неправилности, и на стартот кога сме оделе со превенција во делот на спроведувањето на контролата, каде што само сме превенирале или опоменувале, тоа биле 55 такви случаеви. Добро, фискалните каси нели се поврзани со вашиот систем и вие ја следите таа работа. Како еве угостителите или било која фирма се снаоѓаат да не можете да ги имате точните податоци? Колку заработуваат, колку влегол прометот, колкав е? Па негде постојат и паралелни системи. Да? А негде постојат и такви ситуации. Какви се тие паралелни системи? Паралелни системи, како што постојат секаде. Значи, Да. еден систем е тој кој што е врзан со нашиот систем, а другиот систем оној кој што е она коректна, најкоректна база на податоци и за внесување на сметките кај угостителите. И кај некои други, или млечни ресторани, или фризерници, цвеќарници и така натаму. Секаде каде што контролиравме на различни целни групи, ние утврдивме паралелен систем, што е се коси со сите можни законски норми. А исто така постојат и обврзници кои што сметаат дека не можеме да ги исконтролираме во нашиот систем и воопшто не се ни поврзани со GPRS системот. Во последниот период сме нашле трговци кои што 2-3 години не се поврзани со GPRS системот. Тоа е веќе 100% сива економија. И колку е казната кога ќе откриете таков со паралелен систем? Казната изрекуваме глоба, ја одмеруваме глобата во зависност од за тоа физичко лице и за правно лице. Има, значи за одговорното лице во правното лице и за правното лице. Има такви многу со паралелен систем? Има. Јас пред некој ден тоа случајно со еден таксист разговарав, вика оваа фискална е поврзана со УЈП, има некои што не се поврзани, па ми беше чудно тоа. Има, затоа таму произлегуваат и тие компјутерски сметки. Да. Тие компјутерски сметки се основна алатка за работа на секој оној кој што не сака да го почитува законот. Како што има двојно книговодство, така и овие. Точно така. Да. И тоа е веќе прв чекор кон даночното затајување. Да. Еве ми реагираат дека повторно сакаат да се вклучат Александра и Владко. Господја Лукаревска, знаете дека граѓаните кога се работи за некое прашање од лично искуство, речиси секогаш сакаат да останат анонимни од страв поради своите работни места, така и сега ќе постапиме, ова прашање ќе биде анонимно, меѓутоа се работи за лично искуство и прашањето вели дали УЈП ќе преземе нешто кон фирмите кои со месеци не им исплаќаат плати со придонеси на своите вработени. Да секојдневно превземаме. Не е конкретизирана ниту компанијата, ниту фирмата, тоа е разбирливо. Чести примери на вакви, доаѓаат анонимни пријави исто и до нас во хартиена форма. Моментот е тоа што управата за јавни приходи треба да ја помине платата кај секој обврзник, ја поминува платата во законски утврдениот рок, меѓутоа тоа не ни прави нас обврска да му наметнеме на даночниот обврзник да мора и да ја исплати кај своите вработени. Такви небулози има многу и најчесто го известуваме трудовиот инспекторат за какви малверзации станува збор, за да може да се постапи. Има одредени фирми кои што навистина не можат да исплатат плати затоа што имаат лоша состојба финансиска, меѓутоа наоѓаат решение, пак тука може и репрограм, одложено плаќање на рати и така натаму, излегуваме во пресед се со цел да бидеме на страната на вработените, затоа што тие сепак работат за плата и сите ние работиме за плата, тоа не е основно средство за живот. Така, меѓутоа декларативните заложби се секогаш
добре дојдени во јавност, а досега не излегло некаква сторија за токму дека УЈП, зборувам и за претходните искуства, пред вие да бидете директорка, не излегла сторија каде што управата влегла и им помогнала на вработените внатре. Или пак трудовата инспекција? Управата им помогнала затоа што го известил оној орган кој што е надлежен за оваа проблематика дека во ова и оваа фирма има проблем од оваков и оваков аспект. Управата за јавни приходи значи не сме да се меша во овој дел, тоа исто како трудовиот инспекторат да се меша кај нас во делот на фискализацијата. Сепак треба да се поделат областите. Меѓутоа, и тоа што известуваме значи дека алармираме. Некој пат не остануваме само до таму да известиме. Некој пат тие приказни, да речеме, ги пуштаме и пошироко со цел да ја запознаеме и јавноста кога ќе дојде време. Така, ќе преминеме на прашање од колешката Филиповска. Госпоѓо Лукаровска, последните ваши контроли, инспекциите покажуваат дека речиси во секоја трета фирма каде што сте имала надзор, има неправилности. Кажете ми како планирате да се справите со тие неправилности, ако знаеме и дека нели јавна тајна на таа поврзаност помеѓу инспекторите и фирмите. Дали го раскинавте тој ланец на дојави измеѓу вашите инспектори и конкретните фирми каде што вршите надзор? Ова е многу тешко и болно прашање, искрено да кажем. Таа нераскинлива врска меѓу обврзниците и инспекторите како стануваат пријатели, консултанти на некој начин, на вистина штети и на реномето на управата, меѓутоа и на нивното лично реноме како инспектори. Дека се пробиваат дел од акциите, се пробиваат. Дека имаме притисоци при вршење на контролите, имаме. Дека има одредени даночни обврзници пред се угостителски објекти, како например 4 угостителски објекти, во рок од 30 дена 2 пати се казнети. И тоа реномирани угостителски објекти. Елитни угостителски објекти, каде што има огромен процес на движење на луѓето таму. И промет има. И промет исто така. Со многу од угостителите сме разговарале, неформално, неврзано. Тие се ги кажуваат своите маки, кажуваат дека на моменти и персоналот е крив, дека имаат други издатоци, меѓутоа основната наша задача е да го собереме данокот, за да може да отвориме и градинки, и болници, и да се даваат и плати и да така наполните државната каса. Точно, за да функционира општеството. Нема никаква тенденција кога ги спроведуваме инспекцијските контроли точно кај угостителите. Затоа што има уште друг многу битен момент. Огромниот број на сторни сметки кои што се зголемува. Има тренд на зголемување. 4137 или 127 сторни фискални сметки за еден месец кај еден даночен обврзник. Тоа е навистина многу. Со таа бројка, со тој тренд, ние мораме да се бориме. Затоа беше онаа национална стратегија за фискализација. Ние навистина ќе мора да ги едуцираме граѓаните дека мора да си ја земат фискалната сметка, да ја стават во джеп и дека мора и да бараат фискална сметка. Зашто тие си остваруваат некое свое право на тој начин. И мислам дека ќе успееме, колку толку ќе успееме. А кој најчесто го врши тој притисок? Се работи за собствениците или се работи за политички структури, може? Повеќе за собствениците. Кога сме тука, имам уште едно прашање, јас се извинувам. Премиерот лани најави дека поврат на ДДВ за граѓаните. Таа мерка требаше да профункционира годинава во 2 региони, како што најави, за од 2019 да почне да функционира целосно во пракса. Докаде сме со ова ваше предизборно ветување, че нам беше? Тоа е проект 15% враќање ДДВ назад кај граѓаните, или една плата, што би се рекло. И за овој проект имаме работна група со Министерството за финансии и сега ги согледуваме сите за и против решенија, затоа што пред се од технички аспект мора да видиме IT системот на управата и на Министерството на финансии. Дали ќе треба да одиме со нов IT систем или ќе треба постоечкиот да го надградиме, па да видиме на кои добра нема да важи овој проект, значи за дали ќе станува збор за луксузни добра и така натаму. Пилот проект сметавме и разговаравме дека невозможно е да биде пилот проект во одреден регион, затоа што сите граѓани ќе одат да купуваат, например, ако е, не знам, еве, Гостивар или Скопје, сите ќе доаѓаат во Скопје и ќе бараат поврат од тук. Да. Со тоа што ќе направиме еден дисбаланс. Сакаме
да видиме до крајов на оваа година како ќе одиме со сите чекори за да го спроведеме овој проект. Не е целта да избрзаме со нешто, за да потоа се случат одредени небулози, грешки, застој во системот и така натаму. Пред се да направиме еден современ систем и со тоа што и изборното ветување ќе го оствариме. Еве, ја сега да го заокружиме, да не остане недовршено она фамозна саботна беше, нели? Саботна. Координирана акција. Саботно неделна. Така, координирана акција. Да. Од аспект на УЈП беше корисна таа, позитивна беше, се потврдија вашите сомневања? Да, Се потврдија? се потврдија нашите сомневања. Дека има, што, двојно Дека не се издаваат фискални сметки. во дискотеките? Во дискотеките, во дискоклубовите. Може би и во овој дел што го кажавте и вие дека бројна структура од инспекции влезе во дискотеките. Од управата за јавни приходи мора да има поголем број на инспектори затоа што станува збор за голем простор, за повеќе фискални каси и процесот на броење навистина ќе оди тешко ако е еден или двајца. Така. Ние, значи, не сакавме таму да седиме 2-3 часа. Поентата беше да изброиме, да видиме на најкултурен начин. Тоа ни е нас законска обврска. Немаше нити некаква тенденција, се извинувам, нити некакви бенефицирања, се беше во рамки на законските надлежности. Добро, во рамките од ваш аспект, реков, од аспект на УЈП, од аспект на бројноста на полицијата, и премиерот и министерот за внатрешни работи рекоа дека не била прекумерно тоа, дека акцијата била спроведена како што треба. Граѓаните нормално и гостите таму реагираат дека се исплашиле од толку многу специјалци полиција и ќе признаете дека не е баш пријатно како гостин такви контроли со полиција. Но го градиме партнерскиот однос, така? Го градиме партнерскиот однос, меѓутоа нивното работно време е во тој период кога што Да. е направена контролата. Може би не е пријатно, меѓутоа пак ќе кажам. Корисно Една од е. основните надлежности е токму спроведувањето на инспекцијската контрола. И корисно е, да, затоа што никој не смее на никого не смее да дозволиме да го изигрува законот. Има ситуации, се случува Да. во одредени објекти, одиме казнуваме, се плаќа казната, наредните 10 дена не се издаваат фискални сметки. И самите Цитираат по собственици старо. велат, јас морам од некаде да извадам казната. Тоа е јавна тајна, нема мислам зашто да криеме сега. Сакам Да. многу транспарентно и народски Да, 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 објаснам да. што ни се случува На терен што ви се случува. на терен. Добро, јас сакам да ве прашам околу овој предлог законот во изработка, не е даден уште во јавна расправа за одоначување на штедните влогови. Граѓани кои што имаат над 15.000, така беше, нели, остваруваат приход од камати, од штеден влог, да бидат одоначени. До каде е тоа? Не би сакала да зборувам паушално, Да? меѓутоа ова Тоа прашање е треба за да го финансии. адресирате кај министерот Тевдовски. Да, предпоставував. Да. А како даночник, вие што мислите? Дека е тоа окей или не? Или не сакате да одговорите? Јас сакам да кажам дека секој пат оваа влада се залагаше и ќе се залага да биде во интерес на граѓаните во делот на своите нови реформи. Верувам дека тоа ќе биде и со ова законско решение така. Едно од исто од мерките која што ја предлагавте, се уште не е спроведена, а во јавноста има и про и контра е и да се одоначуваат приходите на оние граѓани кои што остваруваат месечен приход над 1000-1500 евра. Премиерот нек ни рече дека за тоа доправа се уште ќе се водат дискусии и дека ако стапи на сила ќе биде дури од 2019. Па искрено, ова е во подготовка, ова законско решение. Меѓутоа, сме обврзани пред граѓаните и пред сите оние засегнати страни, и стопанските комори, и другите типови на комори, да седнеме на маса, да видиме кои се нивните аргументи, кои се нашите аргументи, да се најдеме на половина пат, за да и овој закон биде за општо добро. Овој закон ќе биде пред се најмногу во интерес на сиромашните луѓе. Ама ќе се бунат богатите. Меѓутоа, да, ние имавме една кампања од многу поодамна, ќе ја вратиме средната класа, нели? Да.
И сметам дека со ова законско решение токму ќе го намалиме јазот меѓу сиромашните и богатите, кој што знаеме и реално е така дека е навистина многу голем. Да. Имаме ли прашања, Владко? Јас би се надоврзала веднаш на прогресивното доначување. 13 невладини организации излегоа со став и се против оданачувањето на физички лица кои стваруваат приход над милион денари, се извинувам. Дали ова сметате дека е регрутирање на нови даночни обврзници за да се полни буџетската каса или некакво спроведување на законот? Дали не се плашите како прв даночник и од прогресивното доначување и од оваа мерка од можност за нова даночна евазија? Не се плашам затоа што сметам дека станува збор за следење на европски практики пред се и споредбени искуства. Исто така, во делот на прикривањето на приходите, реков дека многу малку е можно тоа да се направи затоа што имавме нова реформа, првата фаза од новата реформа за персоналниот данок. И сега сме врзани со сите банки, се врзуваме со сите исплатувачи на парични средства кај конкретните физички лица и врз основа на тоа ќе го имаме и комплетниот податок секое физичко лице колку има остварени приходи во тековната година. Доколку смета дека може да го изигра законот, нека повели. Дали има од отпис? 2019 од 1 јануари како ќе стартуваме и што ќе очекуваме после 15 Значи, март. сепак останувате на ставот дека граѓаните кои стваруваат, физичките лица кои стваруваат приход над 1 милион денари треба да бидат ДДВ врзници. Тоа во законот стои уште од многу години наназад. Да, само Се сега ние го спомнуваше дека спроведуваме може и би ќе се транспарентно. зголеми на 3 милиони, но ништо од тоа. Беше, нели, 2 милиони Да, денари прагот Сега беше, е намален па се прагот. симна на 1 Претходната власт милион. го симна на 1 милион. Во наредниот период, исто на кое што треба да размислуваме и да дебатираме со сите засегнати страни е во измената на ова законско решение и Ке се измената согласите на дека прагот. тоа милион денари е мал праг, многу малку и Ако без се земе разлика што предвид се дека работи тука за мали влегуваат предпријатија, тато но и авторските тоа е права. месечно по меѓутоа, тоа е 1200 законот. евра То- приход од и да земате поврат на да земате ДДВ на тоа. Значи, пак ќе кажам, ќе разговараме, ќе дебатираме и ќе ги слушнеме и критиките пред се и сите сугестии се надеваме дека ќе излеземе пак со едно супер решение. Друго прашање би било, дали има отпис на данок, да кажеме, после 10-15 години? Молам, извинете, дали има? Дали има отпис на данок после 10-15 години? Има застарување. Застарување, да. Застарување постои согласно законот, да. Меѓутоа, не знам јас кој би бил истолериран толку за да дозволиме да застари данокот. Немате такви случаи? Па има, меѓутоа нема многу. Наоѓаме начини да видиме каква постапка да спроведеме тука за да го наплатиме делот оне дол кој што ќе може да се наплати. Она кое што не може да се наплати е... Полни ќе однесат фирмата во стечај, ќе Да, ќе има се отвара такви друга многу фирма. случаеви Да. такви, каде што И има ќе го одредени... избегнат плакањето на данок. Да, дури има одредени фирми кои што Законот тоа им го овозможува. им го овозможува, меѓутоа им овозможува и одредени административци тоа да го направат. Затоа што сепак треба да се Сигурно. отвори, да се види и картица, Да. да се види состојба каква е и така натаму. Кој премижува за Каков таква плакач работа? е, дали е, да. Затоа што имавме многу ситуации, ние се најавуваме дека ќе имаме инспекцијска контрола, со налог за контрола на одреден датум. Одма после нашето јавување веќе фирмата оди во стечај. Или фирмата е избришена од Централен регистар. И долгоци останува. Не, веќе водиме постапки Да. кај другите надлежни институции. Да. Затоа што постојат одредени долгови. Во јавното Зависи обвинителство. каде што ќе утврдиме дека е најсоодветно да одиме да одиме да се спроведе одредена постапка со цел да утврдиме одговорност. Дали одговорност на управата или одговорност на даночниот обврзник. Еве, колеги, ви имаат пак прашања. Ајде. Јас имав уште едно прашање за госпоѓата Лукаровска. Значи, кога дојдовте на оваа фотелја, бевте сигурни дека ќе настапите нели силно против целосното даночно затајување кое мислевте дека го има и го имаше во претходниот период. Сега после овие акции, дали сте малку разочарани кога ја разгледавте целата ситуација и кога констатиравте дека речиси во секој трет угостителски објект во земјава се затајува данок? Не се издаваат фискални сметки. И како ќе настапите понатам? Не само во секој трет угостителски објект, туку и
секој трет објект генерално. Искрено да, ентузијазмот можеби малку е спласнат, меѓутоа поривот на мене и на моите колеги нема да не помине и ќе се бориме до крај да ги научиме пред се даночните обврзници дека за нивно добро е да издаваат фискални сметки. Се случува во одредени угостителски објекти каде што самите инспектори ќе седнат, дали да пијат кафе, да ручаат, да вечераат, на нив да не им дадат фискална сметка. И мислам дека тука сами веќе си ја напишале казната. Има ситуации и тоа е еден проблем во делот на сивата економија, да одредени угостителски објекти, дури можам да кажем повеќе од 50%, издаваат фискални сметки со 5% ДДВ. А законот вели дека доколку храната ја конзумирате во угостителскиот објект, се пресметува 18% ставка на ДДВ. Доколку храната ја носите надвор, во тој случај станува збор за 5% ДДВ. Веќе сите угостители научиле еден нов модул, дека ајде ќе куцаме сега со 5% ДДВ. А никој од нас, например, еве кога ќе седнеме и да јадеме, никој не ја носи храната надвор, него ја конзумира на лице место. Дури станува збор и за објекти кои што продаваат храна во сите молови во Република Македонија. И тука сме влезени во комплетни анализи и сметаме дека ќе дојде време и јавно ќе објавиме во со какви сознанија располагаме. Затоа што пак ќе кажем и тука станува збор за доста елитни ресторани. Владко, имаме да не останат да гледачите. Има уште едно прашање кое што не е конкретизирано. Сепак е за одреден град. Вели дали во Кичево се води евиденција и ќе се преземат мерки за газди на маркети кои незаконски се обогатуваат правејќи малверзации со ДДВ. Како тоа? Не е конкретизирано прашањето. Дали во Кичево, ќе го повторам, се води евиденција и ќе се преземат мерки за газди. Да, дали работи УЈП Кичево. Да. Поставувам дека да, имаме даночни шалтери, даночни оделенија низ целата држава и во Кичево сето она кое што треба го работиме. Предпоставувам дека прашањето е во контекст на ДДВ дали повратот. постои селективност. Не. Никој пат во ниедна постапка не постои селективност. А постои селективност на плаќачите и неплаќачите. А во однос на градовите, уште едно прашање, јас би имала кој е најнедисциплиниран даночно најнедисциплиниран град? Ако порано важеа Тетово, Гостивар, последниве акции покажува дека можеби Скопје станува Скопје. Па и највеќе Убедливо Скопје е концентрација е најнедисциплиниран најповеќе на фирми, на угостителски објекти на се. Заради тоа претпоставувам. Да. Не дека Скопјани повеќе сакаат да забушутуваат од другите. Не. Заради Најнедисциплиниран град е. Концентрацијата секако тоа си го прави и процентот. Ние од Студио 1 ќе се одјавиме за вечерва и ќе ви дозволиме вие да го завршите разговорот. Ви благодарам на прашањето. Да, им благодарам и јас на колегите. Јас имам уште едно прашање, полека и изминуваат минутите за овој брифинг и Студио 1. Дали останувате на ветувањето, односно рековте дека уште оваа година годишните даночни пријави граѓаните сами ќе ги прават, а до година тоа нема да треба да го прават, тоа ќе го прави УЈП, бидејќи ги има податоците. Да, не е тоа ветување, тоа е веќе и реформа. Ние првата фаза ја завршуваме до крајот на оваа година, да. Сакав да го избегнам зборот реформи, оти многу реформи, а Европска унија ни вика од реформите малку побавно. Добре, ајде проект, да најдеме некој соломонско решение. Првата фаза е ја завршуваме до крајот на 2018 година, 1 јануари 2019 година почнуваме веќе со пополнување на годишните даночни пријави во име на граѓаните, со тоа што после им ги доставуваме електронски на нивна верификација или на нивна корекција. До 15 март, овој пат Управата за јавни приходи ќе мора да го запази рокот за годишните даночни пријави. Не граѓаните. Управата во име на граѓаните. Во име на граѓаните направени се многу средби едукативни
и со сите типови на правни лица, сите физички лица, со сметководители, со сите засегнати страни, да ги информираме буквално како ќе оди целата оваа процедура, бидејќи е новина и за управата, ќе биде новина и за физичките лица. И за крај сакам да ве прашам, бидејќи едно од забелешките стално и од меѓународните и од во сите извештаи дека имаме бројна администрација која што нема баш капацитет. Капацитетот треба да се зголеми. Вие како директор на Управата за јавни приходи, задоволни ли сте со капацитетот на вработените? Доволно ли се едуцирани? Знаат ли добро да пристапат кон комитентите? Си ја вршат ли работата? Да не делувам, може да не многу... ви се наутат? Да не делуваме многу пристрасно спрема колегите. Да. Како и во секоја институција, така и во Управата за јавни приходи. Има вредни, помалку вредни и мрзливи вработени. А сите знаат или може има некои што не знаат? Знаете како, има толку многу процеси во Управата за јавни приходи што ако се посветите на еден процес, максимално верувајте како да сте побогат за уште едно животно искуство, баш буквално животно, покрај професионалното. Има навистина една млада сила, една млада енергија таму која што навистина се труди и го знае и односот гледајќи мене, затоа што со обврзниците. Во Управата за јавни приходи и кај мене и кај сите управници по регионалните дирекции доаѓаат буквално луѓе од најразлични профили. И за сите нив вратата е отворена. Мора да имаме еден пристоен однос. Онаму каде што претеруваат и каде што очекуваат дека само со гума ќе ги избришеме нивните даночни долгови, тоа нема шанси. Администрацијата во одреден сегмент во Управата за јавни приходи не соодействува со даночната функција, затоа што имаме, например, одредени луѓе кои што немаат буквално ни приближно образование до она кое што е потребно. Ке бараме начини да ги насочиме кон она професионална нивна преокупација каде што треба да бидат. Затоа и ве прашав ова прашање, бидејќи во изминатите години во администрацијата се полнеше со, јас ги викам, гласачи, па сигурно и во УЈП има такви вработени кои што Да, затоа што оваа даночна сфера е многу ни сензитивна. образование, ни знаат да си ја даночната сфера е многу работат. сензитивна и многу внимателен пристап треба да имаме во делот на една даночна состојба за еден обврзник. Ако немаме соодветно познавање, тогаш можеме да го направиме одреден даночен обврзник баш онака, да го ставиме во стече или да го избришеме. Да, едноставно да го урнисаме како во бизнис сфелата негова. Има одредени колеги кои што навистина, поголемиот број навистина сакаат да ги едуцираат помладите колеги. И тоа е за почит. Правите семинари, тренинзи на... Правевме со инспекторатот, со сите инспектори во Охрид. Повеќе беше еден тимбилдинг, се почувствува онаа потреба дека треба повеќе да се дружиме, да комуницираме, меѓутоа и малце се погледнавме во очи и сметам дека самокритички, затоа што има секакви, да речем, озборувања кои што најмногу штетат на институцијата. И оној сегмент во делот и на нивното конкретно почитување на законите во интерес на Управата за јавни приходи, меѓутоа не на штета на даночниот обврзник, треба да биде пракса, а исто така и да престане праксата на консултирање на даночните обврзници. Еве сега за крај уште само ќе ве прашам, доделивте ли за оваа година додека сте директор некое отказно решение и примивте ли некои нови? Отказно решение? Да, на некој вработен. Не. Не? Не. Каде што имаше простор за отказни решенија. Па зашто не ги дадот? Затоа што... Да не ве нападнат? Не, немам ја зашто не ме нападнат. Па зашто не им дадовте отказ? Отказни решенија затоа што им беа поставени на дисциплинска комисија, дисциплинската комисија одлучи како што одлучи. И се плашевте судот после да не ги врати? Не, нема зашто да се плашам, затоа што имавме чист основ за тоа. Меѓутоа сепак треба да сватат дека принципот на партиско шиканирање кај оваа влада нема да постои. А ќе постои принципот на професионално работење и ценење на тоа професионално работење. Откази нема, има многу преместување. Има преместување онаму каде што со докази, со факти сме слушнале дека вработени даночни службеници дека
едноставно ја злоупотребуваат. Па тоа и не е лошо, својата дека треба позиција. често да ги менувате, бидејќи се прават тие релации на Апсолутно инспектори се со- прават, да. Мислам, подложни сме, луѓе сме. Буквално Да. и одредени фирми така функционираат Се создаваат долго време пријателства преку и- да. консултации со страна Да. на инспекторите и затоа секој пат се во ред. Така? Да. Госпоѓа Лукаревска, ви благодарам на учеството во вечерашниот ТВ брифинг и еден ТВ и да ја полните државната каса. Ви благодарам и на вас. Таа должност ви е вам дадена. Да, ви благодарам многу на поканата, чест ми беше, во секое време сум тука. Благодарам, почитувани гледачи, имајте пријатна вечер.